Реномираниот адвокат со 45 годишно работно искуство во арбитража и медиација на Средниот и Блискиот Исток, Сами Акл од Бејрут, Либан, во битола на правниот факултет одржа предавање за студентите. Акл според организаторите покрај преносот на искуства. Самиот тој велат представува мост помеѓу Универзитетот Свети Климент Охридски и феникјаните, поточно првото писмо од Библос Бејрут. Да ги чуеме искуствата во се присутната медиација. Медиацијата како начин на изразување, начин на решавање на спорови, начин на приближување на граѓаните, начин на вклучување на адвокатите во решавањето на споровите, за да не дојде до ситуација да непотребно доголечување на постапки. Треба медиацијата да придонесе да минува на менталниот склоп кај нас, да сватиме да ја вратиме до вербата и во медиаторот, и во учесниците и странките во постапката. Само на тој начин ќе може да заживее медиацијата кај нас. Правниот систем на Либан и запознавање со медиацијата како начин за решавање на правни спорови е темата на предавањето. Интересна бидејќи не е од Западот или Европа, смета деканот на правниот факултет. Медиацијата е нормално гостинот зборува во афирмативна смисла за медиацијата како начин на мирно решавање на правните спорови, но и начин кој што е ефтин, начин кој што не подразбира плаќање на огромни судски трошоци, начин кој што е далеку помалку комплициран, начин кој што има едноставна постапка за решавање на конкретен правен спор, а не оние комплексни граѓански или кривични постапки кои што ги изучуваат правниците. Инаку медиацијата меѓу другото е типичен и за западниот свет. Можам да кажам дека најуспешна во Западот, ете повторно Запад го зема во предвид, тука во Соединетите американски држави исклучително добро функционира медиацијата, но медиацијата зависно во кои спорови, тоа не е во сите спорови, зависи во која област. Во Македонија чинаме едно време се зазеде сериозна активност за воспоставување на медиацијата како еден принцип на функционирање во конкретни спорови. Сметам дека имаше замав, но сега како и да не слушам многу за тоа. Медиацијата уште се нарекува челична рака во мека ракавица, вештина која медиаторот треба да ја поседува за две спротиставени страни да си го решат проблемот брзо, ефтино и лесно, но во земјава не заживеа. Нејзината апликативност во македонскиот правен систем треба да се мери, треба да се квантифицира и треба да се извлечат заклучоци каде се погрешило, што требало да се направи, што се пропуштило или како тоа да се подобри, ако сметаме дека потребно да ја повторно да ја реактуализираме медиацијата и да му дадеме нејзиното вистинско значење. На крај заклучокот е дека медиацијата заради своите предности сепак треба да биде вградена во македонскиот правен систем со цел граѓаните да бидат поштедени од правните скапи лавиринти.